Значи на 20 ноември 2008 година, околу 18 часот, односно после во вечерните часови, на отворената скопска сцена каде што се пружаат сексуални услуги, поточно околу судовите и МРТВ, приведени се околу 30 луѓе, меѓу кои во најголем дел се сексуални работници, но има и еден активист од невладина организација и неколку случајни минувачи, односно клиенти на сексуалните работници. Истите се однесени во полициска станица Биктазар. За кратко време случајните минувачи и клиентите се ослободени, по известно време ослободени и активистот од невладина организација, задржани се само сексуалните работници повеќе од 20 часа. Успешна акција на МВР за сузбивање на проституцијата. Лов на проститутките и макроата кај МТВ. Чистка на Скопската ред дистрикт. Алфите синоќа апсеа проститутки, макроа па дури и клиенти. Клиентите куртулија и веднаш беа пуштени. Проститутките и нивните подведувачи ја поминаа ноќта во станица. Тие беа приведени без претходно да биде обезбедена судска наредба за нивно приведување и без да бидат известени за причините поради кои што се приведуваат. При тоа не им се кажани значи нивните минимални права, односно не им се испочитувани нивните минимални права, правото на бранител, правото на медицинска помош, правото на контакт со блиски лица, третирани се на најпонижувачки и нечовечки начин, оставени се во нечовечки услови, без вода, без храна, во текот на целата вечер. И одеднашка се собраа коли и комбиња, имаше алфа и полиција, значи сите девојките една до последна ги собра. Не однесоа во Битпазар полиција. Не ми кажуваа ништо. Вадеа мобилни од джепови, не сликаат. Бевме фактички исцрпени. Имаше и од дел од девојките наркоманки што не можеа да поднесат ни болка, плачеа, вриска, никој ништо не им помагал. Ниту вода ни дадоа да се напиеме, ниту леп не прашаа дали сакате, цела вечер не држеа. Немаше кај да спиеме, 2 клупи имаше, клупи дрве. Доле седевме на подот, а подот беше мокар. Така како што беше, мала нужда што идела така, тука седевме. Ко живи стоки. Во полициската станица снимени се и фотографирани се од страна на службените лица, кои снимки подоцна се најдоа на вебсајтот на МВР, како и на сите национални телевизии и печатени медиуми. Полицијата ги приведе синоќа, а денеска ги однесе на доктор. Исходот на акцијата беше тестирање во раните утренски часови, значи наредниот ден на 21, без согласност на сексуалните работници, со прибавена судска наредба, која што според нас е незаконски, издадена на незаконски начин. Истите значи се тестирани во инфективна клиника, без при тоа нели да бидат запазени стандардите за тестирање за ХИВ-СИДА. Пред клиниката исто така беа присутни голем број на новинарски екипи, сексуалните работници беа фотографирани, навредувани од нивна страна, при што исто така им беше повредено правото на приватност. Заради ваквото постапување на полицијата, на припадниците на МВР, со своја оценка дека основните човекови права на овие лица се повредени, се јавија скоро сите невладини организации, чија што цел е заштита на основните човекови права, и беше формиран еден адвокатски тим кој што оцени дека во тоа што овие лица го кажуваат и го изнесуваат, навистина постои основа за поведување на неколку судски постапки. Овие 13 сексуални работници поднесоа барање за утврдување на повреда на правото на приватност пред Дирекцијата за заштита на лични податоци. Беше најдена повреда на правото на приватност кај 3 сексуални работнички. Ваквото решение на Дирекцијата за заштита на лични податоци представуваше основ за поведување на судска постапка во која што би се барала надомесна нематеријална штета заради повреда на лични права, беше иницирана судска постапка со тужба.
тек на судската постапка која што беше иницирана со тужбата со која што се бараше надомесна нематеријална штета поради повредено право на приватност, се постави прашањето дали и во кои медиуми ликовите на тужителките овде веќе на овие лица не биле заскриени поради што снимките и изданијата на печатените медиуми на весниците да дадени на вештачење со цел да се утврди точно во кој од нив тие биле замаскирани и во кои не биле замаскирани. Така што предметот сега се наоѓа во фаза на вештачење. Практично, оно што беше најфлагрантно и најзачудувачки во 2009 година, што воопшто сексуалните работнички не беа препознаени како жртви на бројни повреди на човекови права од страна на новинарите, кои се ставија во улога на соучесници во повреда на нивното право на приватност. И тој случај на медиумска криминализација на сексуалните работници продолжува, главно како резултат на тоа што новинарите се уште се држат цврсто за полициската верзија на настаните и не смогнуваат храброст да ги преиспитуваат. Во оваа постапка, обвинителството против 7 обвинети сексуални работнички за кривично дело ширење на заразни болести по член 205 од Кривичниот законник на РМ, предложи, како што спомнав претходно, само еден единствен доказ, односно резултати од тестирањето. Меѓутоа, ниту имаат доказ дека сексуалните работници претходно знаеле дека ја имаат оваа болест, ниту имаат доказ дека кај нив постоела намера за пренесување на оваа болест на нивните клиенти, ниту има доказ дека на одредено лице му е пренесена оваа заразна болест. Значи, тие се трите елементи кои што мора да бидат исполнети за да биде исполнето ова кривично дело. Периодот од 2009 и 2010 година програмата за ХИВ-СИДА на Обединените нации ангажираше локални консултанти кои што направија, како што кажав, детална анализа на законодавството во однос на ХИВ-СИДА од аспект на човекови права, и тоа во сферите на кривичниот закон, законот за заштита на правата на пациентите, законот за заштита од дискриминација, кој што во тој период се донесуваше, и останати закони и политики од интерес со цел да се види како се третира. И генералниот заклучок од оваа анализа е дека нашето законодавство во однос на ХИВ-СИДА во многу сфери е недоискажано. Практично за ова не поттикна примерот кој што го имавме во 2008 година, каде што кривичниот законник беше интерпретиран во однос на како оправдување за изведување на акција во која што беа санкционирани даватели на сексуални услуги. Многу често овие закони може да бидат искористени за нешто друго, значи може да бидат искористени за прогон на клучните популации за ХИВ-СИДА, односно на маргинализираните заедници, под изговор дека тие се представуваат закана за јавното здравје. Ние бевме сведоци на тоа. Практично ние не знаевме дека постои таков член, членот 205 од Кривичниот законник, се додека не се изврши она рација на сексуалните работнички. И тука е самиот тој случај го покажува примерот како една интервенција на Министерството за внатрешни работи руши една долго време градена превентивна програма која што беше успешна. Значи, можеби таа популација, тие наши клиенти со кои што толку долго време работиме се и луѓето кои што се најмногу информирани за ХИВ и кои што најмногу се заштитуваат од ХИВ. Организацијата ХОПС Опции за здрав живот од 2000 година развива програма за поддршка на сексуални работници и работи која што програма опфаќа превентивни активности во однос на ХИВ-СИДА и сексуално преносливи инфекции.
Тие активности се спроведуваат како на терен, така и во дневни центри кои што ги имаме. Веќе од 2004 година истите активности ХОПС ги спроведува во соработка, односно во партнерство со Министерството за здравство. Тие теренски активности опфаќаат делење на бесплатни средства за превенција од ХИВ, СИД и сексуално преносливи инфекции, односно бесплатни кондоми и лубриканти, информации кои што ги добиваат сексуалните работници, и усно и печатено. Имаме исто така се организираат едукативни работилници во однос на безбедно однесување. Меѓу другото, заради таа соработка со Министерството, овие програми се веќе толку зајакнати и развиени, каде што ХОПС веќе овозможува, односно сексуалните работници, имаат бесплатен здравствен сервис, односно бесплатни гинеколошки услуги кои што ги добиваат и меѓу другото бесплатно доверливо советување за ХИВ и тестирање за ХИВ. Според Светската здравствена организација и човекови права и антистигма кампањите кои што Светска здравствена ги поддржава, не треба да има реперкусии кон оваа популација или оваа маргинализирана група. Затоа и ги промовира тие универзалниот пристап на услуги, значи комплетни услуги кои што ги покриваат од сите области. Сите оние сексуални работници кои што имаат подобри услови за работа, кои што имаат пристап до информации, покажуваат голема свесност. И да не заборавиме дека секаде во светот, не само во Македонија, е доказ дека оние сексуални работници кои што имаат можност да се едуцираат, кои што имаат можност да одлучуваат за сопственото здравје и однесување, се на крај крајеви најдобри едукатори за сексуално преносливи инфекции. My recommendation to the public health authorities would be to actually talk to the Ministry of Interior and to try to coordinate the actions, because right now the actions of the police somehow go against all the efforts of the public healthcare to somehow stop the spread of the infection. So they're going completely the opposite directions, and they're contradicting each other and undermining all the efforts that organizations are making. Во таа насока, нашата препорака одеше да во кривичниот законник да се видоизмени содржината на текстот на одредени членови, поточно членот 205, како најпроблематичен, односно да се конкретизира и да се отвори можноста да преносот на ХИВ, значи преносот на ХИВ од ненамерност се толкува како кривично дело. Истото би се случило и со другите сексуално преносливи заболувања. Законодавниот дом, ние како невладини организации треба да почнеме да лобираме со одредена стратегија, барем во прво време. Ако е потребна долга процедура да се смени овој закон, што е можно повеќе луѓе од оние кои што донесуваат одлуки, оние кои што ги донесуваат законите, бидат свесни за можностите за злоупотреба на овој закон, и тоа некако да ни обезбеди да овој член никогаш повеќе во Македонија не биде употребен на начинот на кој што беше употребен во однос на сексуалните работници. Значи, како резултат на рацијата, кој што се случи во ноември 2008 година, каде што беа приведени околу 23 сексуални работнички и при тоа им беа прекршени, значи, повеќе права од страна на органите на државата и судот. 13 од нив се согласија и се осмелија, значи, да поднесат тужба за заштита на нивните повредени права пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. Со оваа тужба 13 сексуални работнички, значи, бараат од судот утврдување на повреда на правото на приватност и правото на забрана на тортура, нечовечко и деградирачко постапување и казнување од страна на МВР,
Основниот суд Скопје 1 Скопје и клиника за инфективни болести како тужени страни во постапката. Ако го добијам случајот, ја ќе бидам среќна жена на светот. Не само ја, и сите женски. Затоа што нема да има тоа третирање више. Не ќе има третирање. Малтретирање не ќе има. И јако сме проститутки, ние сме луѓе, исто како они што се луѓе. И ако биде пак тоа, пак ќе ги тужам. Ќе си го барам моето човечко право.